Неправилната работа на срцето, аритмиите, доведуваат до намалена ефикасност на пумпата. Проблемот е кај аритмиите што нормалниот период на полнење на срцето, пред тоа да се стегне и да истисне крвта, кај аритмиите е променет. Обично имаме брза срцева работа, која што го скратува времето на полнење на пумпата, таа недоволно прима крв, недоволно ефикасно и стиснува. Долгорочно е проблем, затоа што на тој начин срцето не може ефикасно да си ја завршува својата функција како пумпа. Што со движењето кај овие пациенти? Аритмијата, доколку е постојано присутна, така наречени атриални фибрилации, тие се најчесто присутни аритмии, каде што постојано пациентот е со аритмија. Препораката е со медикаменти, со лекови, да го контролираме пулсот, односно срцевата фреквенција, во умирување да не биде повеќе од 100 удари во минута. Ако успееме во тоа, физичката активност, редовна, умерена, околу 150 минути во неделата или повеќе, тоа е минимумот, позитивно допринесува врз здравјето кардиоваскуларно кај овие пациенти. Значи, регуларното движење, вежбање, ја подобрува работата на срцето. Под услов, фреквенцијата да биде под контрола. Ако се движиме и после 10 на 15 минути физичка активност, го пипнеме пулсот, доколку е негдека во границите на препорачаните вредности, односно 50 до 70% од максималната фреквенција за возраста, онда сме во сигурна зона, онда тогаш може да продолжиме, бидејќи таквото вежбање е корисно за кардиоваскуларното здравје. Како до фреквенцијата 220 минус годините возраст е максималната срцева фреквенција предвидена за возраста. 50 до 70% од таа фреквенција е доволна за да имаме умерена физичка активност која што користи на кардиоваскуларното здравје на сите, и здравите и болните.